Почитуван министер за земјоделство Арјанит Хоџа, почитуван заменик директор на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој Ремзи Абдулахи, почитуван градоначалник на Струмица на Штип, почитувани штипјани кои што сте денеска овде, почитувани министри кои што сте заедно со нас, Бочварски, Венко Филипче, почитувани пратеници кои што сте денеска исто така со нас на овој официјален чин. Навистина чест ми е што денеска во Штип ги доделуваме првите 5 договори за реализацијата на инвестициите преку мерката 113, поддршка за поттикнување на земјоделското производство. Тоа е мерка за сите млади, за сите земјоделци кои одлучија да инвестираат во оваа значајна економска гранка. Денеска со нас се 5 млади земјоделци, но поради пандемијата сите останати се вкупно 265 апликанти кои ги исполнија условите за финансиската поддршка, договорите заедно со упатството ќе ги добијат на домашна адреса. Вкупната вредност на овие 265 апликации е 190 милиони денари или 3,1 милион евра. Сите одобрени апликации добиваат по 20.000 евра неповратни средства за реализација на предложените инвестиции, за разлика од минатата година, кога износот беше помал и тогаш почнавме со 10.000 евра по земјоделец. Цел на оваа мерка е да ги поттикнеме младите луѓе да останат во земјата и да ги реализираат инвестициите за модернизирање на земјоделското стопанство, што значи намалување на производствените трошоци и зголемување на конкурентноста и продуктивноста. Апликации има од сите региони во нашата земја и во повеќе делови од државата ќе се отворат нови бизниси и нови работни места. Дополнително поттикнува тоа што согласно апликациите има многу креативни и интересни идеи за развој на нови бизниси во агросекторот кои ќе бидат менеджирани пред се од млади до 40 години. Согласно договорите, инвестициите ќе бидат насочени за набавка на пчеларска опрема, молзни системи, млинови, современа опрема за фарми, собирачи за лешници, бадеми, апарати за тресење на сливи и слично. Земјоделството и производството на храна се наша шанса за успех. Пандемијата со вирусот COVID-19 уште повеќе ја нагласи потребата населението да биде обезбедено со здрава, безбедна, квалитетна и разновидна храна од македонско производство. Само со вложување во младите може да влијаеме на одливот на кадар и миграциите село-град, да се инвестира во земјоделството и да се отвараат нови работни места. Тоа ќе овозможи и подобар животен стандард на земјоделецот, а со тоа и во целото општество. Благодарам на вниманието.